Ексклузив. Добро им Добро дојде. вечер. Добро дојди од мене. Добро ве најдов, многу ви е убаво овде, се осеќам како да сум во CNN. Ти се допаѓа така? Ете првото Преубаво. прашање искрено ни беше како ти се допаѓа баш нашето студио. Феноменално Така е, нешто ново. светски изгледа и многу ми е кејф што сум во првото издание на Ексклузив со вас двајца кои што сте млади, прекрасни и фала ви на поканата уште еднаш. Морам да признам дека бевме во еден огромен страв. Обично знаеме за тебе дека Добро, не тоа мора да оцениш. збориме за тоа сега. Знаеме Јас би дека започнал, тоа би нема започнал Ајде со се прашање. нешто поубаво, да молим те. Не би било премиерно издание доколку немаме, јас би кажал звезда како тебе тука. Фала Да се, отвориме, да Така. отвориме. Ти посакувам да станеш звезда како мене. Ти благодарам, ако станам како тебе, тогаш стварно супер. Ти тука не си без причина. Имаш издадено нов видеозапис, Така е. нова песна, која се вика Довидување таго. Ја слушнав, мислам дека едно 53 пати. Стварно ли? Па да, еве 53 пати, многу ми се допаѓа, па еве кажи ми Сосема малку убаво, повеќе да. околу тоа. После долги 3 години решив да конечно нешто излезе и од мене. Едно ново чедо што така го нареков. Многу ми е кејф што не избрзав и што иако се долг период од 3 години ми е драго ми е што се некако намести како што треба. Сите карти се намести, се тоа се намести за да биде нели полн погодок. Довидување таго е стара песна. Мислам, музиката е стара, текстот стара е 2-3 години, со Роберт сме ја правеле многу одамна, али ете така останала. И сега кога отидов кај него скоро на гости, преслушувавме некои стари материјали и излезе Довидување таго и само и двајцата вака застанавме и еј човече, сме ја забораиле овака, хај оваа да ја правиме. Така што ја направивме, Џамба за 24 часа го направи текстот, да. Вообичаено за него. Или го чекаш 3 месеца, или го чекаш 3 сата. И многу некако сме исполни тој момент, знаеш. Си викав, ова го чекав 3 години. Се чувствува во песната, Така ли? дефинитивно се чувствува. Откри ни малку повеќе за локацијата затоа што спотот е феноменален. Немавме кога да го снимаме спотот, уште јас сакав да го ја пуштам уште во јуни песната. И сосема случајно, јавувајќи му се на Чедо Поповски, договарајќи го терминот за снимање, сваќаме уствари дека ние немаме кога да го снимаме спотот. И ја му викам, ама срце, викам, мора да завршиме, викам, за 20 дена. Он ми вика, тамар јас за 15 дена одам на одмор. Ја му викам, ја одам за 20. Ме вика, кај одиш? Па ја викам, Уранополи. А он вика, па на 10 минути си од мене. Така што, така излезен, ја отидов на одмор, човекот си беше исто на одмор, на исто место. Се спонтано. Каде што со Так. години летува и Так. тие локации не се одеднаш најдени, него е тоа Толку мислено така, и, да. и барано и вика 7 години сум работел вика на тие локации за да бидат такви какви што беа. И отидовме на одмор и во тие 10 дена додека бевме на одмор во Уранополи го снимивме спотот кој што е снимен на еден остров измеѓу вториот и третиот крак кој што се вика Муљани. Мислам дека е одлична можност уште еднаш да ги посетиме нашите Одмah, гледачи добро. на видеозаписот Довидување тако, па се враќаме веднаш и во студио 1. Да ти ја најде мојата среќа во житото. Ни покажа кај е крајот на вино житото. Довидување се најубаво таго. Се ти е простено и нема мило за драго. Јас имам мисли, скитници и желби, планини и живот брз како воз. А сакам сладки, ситници и зрели, капини
што никогаш не се стишува. Да, ние сме тајна, едно читаш, друго пишува. Провидување се најубаво таго, се ти е простено и нема мило за драго. Јас имам мисли, скитници и желби, планини, живот брз како воз, а сакам сладки ситници и зрели, капини капнати на твојот нос. Доведување се најубаво таго, се ти е простено. Јас имам мисли, скитници и желби, планини, живот брз како воз, а сакам сладки ситници и зрели, капини капнати на твојот нос. Тоа беше видеозаписот за новата песна Довидување таго на нашата гостинка од преминото издание на Ексклузив, Тамара Тодевска. Тамара, какви се реакциите до сега? Кој најпрве ја слушна песната од поблиските? Имам ја една екипа на луѓе која што ми е задолжена така за предпремиерно преслушување. Например, еве ќе го издвојам другар ми Зоки Бејбе, кој што ми е мој најголем критичар и кој што од самиот почеток во сите можни верзии во кои што ја направивме ја слушна. И ете, мислам дека он ја слушна и првата финална верзија, што ми е онака на него кога ќе ми каже дека е добро, тогаш стварно знам дека е добро. И после тука следува нели Пановите? Не, Стијана е следна која што е секогаш и добар критичар. И кога она ќе каже пуштај, тогаш е веќе пуштено. И верувам дека уште на тоа се додава шлагот обожавателите, кажува да. Обожавателите кажува од како е веќе е пуштено, пошто од кога веќе ќе се пушти еднаш тука више нема Печат. промена, знаеш. Дали- Еднаш се пушта и толку е. Какви се реакциите од Па фанови? ја гледам дека има доста гледаност за 3 дена, има некои 65.070, што е за мене окей. Ќе морам да те прекинам. А не, убаво така. Ќе морам да те прекинам, извини, еве. Добро. Ја ќе се напијам од пелистеркава, може? Слободно. Кога извади песната, нас ни дое одма идеја да направиме анкета. Анкета? Анкета. Ајде. Анкета, па еве би сакале да ја погледнеш. Ај, многу сакам анкети. Мислам дека знае да пее, ама поише би дал 10 за деколтето. Прекрасен вокал, деколте за $1.000.000. Се е супер, само може треба малце да ослабе. Изгубена во естрада и требало да иде во пензија. Многу јака пеачка со добро деколте. Мислам дека Бионсе така. Бионсе, може Бионсе да кажеме дека е. Па моето мислење е кога ги извади градникот дека меѓу град и се гледа пупакот. Па сладка е, малечка, згодна, малце треба да ослабе. Да. Све сум, само малечка не сум. Коментар? Фала му на дечкото што ме спореди со Бионсе. Овие други беа малце безобразни, мислам, ама више со тоа деколте, не знам како сами на себе не си станаат досадни. Да ослабам, ќе ослабам кога ќе се породам, пошто сум трудна, не сум голтнала лубеница. Така што... Тамара,
Ви благодарам на убавите зборови. Тамара. Сладка сум и мала. Тамара, ти не го слушна прашањето. Кое? Да погледнеме. слушни го. Ама вие нешто не кажете за знам. Ексклузив анкета, ја прашуваме јавноста што мисли за Ноне. Убаво нешто. Дефинитивно. Ма Ноне не треба да ослабне, Ноне изгледа авион, што ми е? Па добро, одговорите се Зоран погодија. Василевски ќе ми платиш за ова. Ова беше моја идеја. Навистина, Твоја ли Ова идеја беше беше? моја идеја. Чути си. мораме малку да се пошегуваме, сепак си ни прва гостинка, убаво да почнеме да влеземе со убава енергија. така. Так. Она што и нас сите не интересира што се случува, а Со? тоа кај тебе на приватен план, второто Што да се дете. случува, бе, дечки, па се гледаат приложеното. Се знае ли Види, името искрено на да ти бебето? кажам, добро изгледаш. Супер фала изгледаш. ти, срце Супер моје. изгледаш. Добре сум, јас сум скоро во 7-миот месец од бременоста и се осеќам преубаво. Не сум застаната. Ни со Хана и не ни може. Хана не гледа у моментов. Чао, Хана! Чао, Хана. Чао, љубави! Ке имаш братче за 2 месеци. Да, знае, свесна е, затоа изборам секојдневно. Се осеќам многу така, некако лепдам. Не ми е ништо тешко. Со Хана, мислам, не ни можеш со Хана да седнеш буквално 10 секунди на едно место, пошто тоа е у акција цело време. Така што не сум од оние што буквално квачат дур се трудни. Али сега доаѓа нели оној најтешкиот дел, тоа не е битно више. Ајде да смениме Знаеш тема. дека фановите чекаат на твојот одговор како ќе се вика бебето? Има ли име? Полото машки. Полото верувам, машки, да, верувам, сите знаат. најверојатно ќе се вика Дарен. Дарен. Да, Дарен Димитровски. Ќе биде надарен. Дарен, Ќе биде на подарен, мама? надарен, Надарен, шта god, али Дарен би бил. Најверојатно, ќе видиме. Дали тоа ќе значи дека Тамара по породувањето на второто дете ќе направи повторна пауза од 3 години или нема да очекуваме такво нешто? Не смееш, Тамара, не можеш дефинитивно тоа да не. го Никој нема да го направиш. направам тоа, али види, се тоа се случува со причина, ништо не е случајно, видиш. Мислам, не се брза во ваква работа, јас барем не сакам да брзам, да избрзувам и со одлуки и со песни, мислам, не ќам да ги штанцам песните. Така. Во секој случај многу ми фалеше овој момент. И пење и ова по емисии идење и снимање и се ми одговара, ми фалеше овој дел од работата. Така што ќе бидам малце поактивна, а јас се надевам дека ќе, пошто со Хана кога се породив после 2 месеца почнав и со работа. Немав никаков проблем. Со работа, со пење по клубови, по општини, по се и се што. Така што мислам дека и ова трудноќа исто ќе ми пројде. Така што до година здравје се гледаме со нешто ново. Нешто активно, значи може да Албумот би очекуваме, требало да излезе кон крајот на годината. Ние веќе почнавме да работиме со Роберт, со Лазар Чува најава дека Цветковски. ќе има нов албум набрзо. Па, довидување таго е најава за новиот Најава албум. за новиот албум. Значи, јас сакав да излезе пред летото, али мислам дека нема да стигнам. Да не се занесувам, што би се рекло. Мислам дека здравје Боже, октомври, ноември до година би излегол албумот. До тогаш ќе излезе уште еден сингл и спремаме нова преработка. Еве, Така. ексклузивно ви кажувам. За една стара македонска забавна numera. Се уште сме во преговори со авторите и со осмислување на сето тоа како ќе се извизуализира и како ќе звучи и така. Дали можеме да очекуваме соработка на овој албум? Соработка? Со некој од македонскиве пејачи? Немам идеја, ја многу имам желба да снимам дует со сестра Некој ми. женски дует? Па јас сакам да снимам дует со сестра Тоа би ми било многу. феноменално. Али Ето, ете, ја да. чекаме таа вистинска песна, ја мислам, пошто јас сум позната чекалица во својот живот. Сакам така на време да се на време да се случува и си го чекам моментот. Исто така ја чекам и таа песна. Кога ќе ја слушнам ќе знам дека е таа песна за мене и за Тијана, така што тоа ми е желба, сега ќе видиме. Имам некои договори и планови со мојата колешка Туна. Така. Најверојатно и со неа ќе има некоја колаборација и за незиниот албум и за мојот албум. Тоа се плановите. Тоа е одлична најава за се што можеме да очекуваме на музички план кога стана збрза Тамара. Мојот колега верувам дека има некое убаво интересно прашање да ја постави. Пукај. Ете, значи денеска ме направивте лом само јас да ги поставам, па после треба ли да имам живот? Имаш ти Тамара. Тамара. Молам. Топ 5 личности во македонската естрада што ги сакаш и што не ги сакаш.
5 што ги сакам и 5 што не ги Искрено. сакам. Еве не мораш да ги Искрено. сакаш. 5 што не ги сакаш. Глупости. Тоа знаеш дека сите сакаат. Тоа е многу Тамара- тешко. Тамара, Јас те сите молам ги да сакам. Ја одговориш за мене сега. има љубов кон сите има Боже. А љубов До од мене. нив кон тебе? Па што ми Си е имате битно? љубов. Си има. Не, нормално е кога даваш љубов да примиш љубов. Немогуче е да даваш љубов а да Значи не ти се врати. македонската естрада многу се сака. Јас Повеќе од Реално, американска. реално јас се сакам со сите, немам никакви злобни нити намери, нити гледишта кон било кој мој колега или морам да одговорам. Не го прифаќам Можам овој да, одговор. да набројам Ова не е 5 одговор. на пример колеги кои што ги сакам, а не 5 кои што не ги сакам. Не Тамара. постојат такви. Тамара, ова не го прифаќам јас одговор. Така не. Тука е Нешто е, извини ако имате нешто некој договор, не се мешам. Значи, очекувавме искреност до крај од твоја страна, така те знаеме, така и те почитуваме. Стефан е тука да преземе се во вакви ситуации кога Така ќе ни е. кажат Ова е нашите пане кој е гости масло на не. Зоран Василевски. Јас не, сум не. тука кога Стефан. нашите гости не сакаат да одговорат, ќе мора со мене заедно да го напуштат студиото. А тоа ли е планот? Веднаш. Тоа е Што со планот. тебе одма напуштам све. Не. Чао. Ајде, Пријатно. Нина, Да видиме дали Ова, дали нешто и од мене. Од тука еве јас изгледам. Чао на дали ова ќе сите. биде крајното довидување од Тамара Тодевска, што се случува позади камерите, дали Стефан насилно ја изнесе од ова студио, дали можеби нешто друго се случува, ќе да знаете веќе утре во новото издание на Ексклузив. Од мене пријатно.